Паузата во шампионатот во првата македонска фудбалска лига поради репрезентативните УЕФА термини клубовите ќе искористат за време на престојниот викенд да одиграат пријателски надпревар. Таков е случајот и со екипата на Победа која во сабота попладне ќе гостува кај Тиквеш во Кавадарци, кој покрај тоа што се игра редовното коло во втората лига ќе паузира. Овој меч ќе биде убава прилика тренерите Мегленски и Димитковски да ја проверат формата пред продолжението на првенствените борби за бодови. Во втората лига Исток на програмата се мечевите од деветото коло. Утре на стадионот на могилата фудбалерите на Партизан Обрчани се очекува да атакуваат на третата првенствена победа. Од 14:30 ќе го пречекаат последно пласираниот Детонито Драдовиш и во меч со директниот конкурент во борбата за опстанок, кој нема освоено бодови на гостувањата, ќе треба да дадат се од себе да стигнат до нови 3 бода. Во машката супер ракометна лига на програмата се мечевите од петтото коло. Поминато неделниот неочекуван и убедлив домашен пораз во дербито на дното од Радовиш, ракометарите на Прилеп ги очекува гостување кај Струга со реално минимални шанси за успех. Од друга страна пак ракометарките на Деспина ја прекинаа серијата од 3 врзани порази и стигнаа до втората првенствена победа. Синоќа во мечот шестото коло во Суперлигата во ефикасен надпревар предводени од Јовеска со 10 и Камческа со 8 голови го совладаа новиот суперлигаш Семс со 34-31, а веќе внедела во седмото суперлигашко коло ги очекува пелагониското дерби и гостувањето кај Пелистер во Битола. Во недела во центарот на Прилеп со почеток во 12 часот градоначалникот Илија Јовановски ќе го отвори автосалонот Прилеп 11 октомври во организација на автокартинг клубот Скопје, а со поддршка на општина Прилеп, кој ќе се бодува за државниот шампионат. На автосалонот пријавени се над 50 учесници за трката во должина од 1200 метри по булеварот Гоце Делчев, од раскрсницата со улицата Кузма Несифовски Питу до раскрсницата со улица Димо Наредникот. Со овој автосалон Прилеп го враќа спортскиот дух на автомобилизмот и ќе даде значаен придонес во развојот на овој спорт, посебно што овој автосалон се одржува по 7 годишната апстиненција од автотрки во Македонија, а во досегашниот дел на сезоната се одржани 3 на Водно, Крушево и Струмица. Овој викенд Прилеп е домаќин на светскиот куп во радиоуправувани воздухопловни модели Феникс куп во организација на клубот Фил Феникс. На теренот на спортскиот центар Маркови Кули утре и задутре со дронови ќе се надпреваруваат 16 учесници од Македонија, Србија и Литванија. Квалификациите се утре од 14 часот, а финалните надпревари во недела од 12:30. Во Скопје со жреб беа извлечени двојките за четвртфиналните надпревари од Купот на Македонија за млади категории. Жребот сакаше во четвртфиналето во категоријата пионери фудбалери родени 2002 година победа за противник да ги добие врсниците на Штипска Брегалница, а помладите петлење на победа генерацијата 2004 како противник ќе го имаат тимот на Академија Пандев. Во очекување Фудбалската федерација на Македонија да ги објави и термините за одигрување на четвртфиналните надпревари, треба да се знае дека во четвртфиналето и полуфиналето се играат по 2 дуели. Во првиот меч пионерите на победа се домајкини, а помладите петлења ќе гостуваат во Струмица. Викендов се играа шестото коло во сите младински фудбалски конкуренции. Пионерите и помладите пионери на победа во недела од 10 односно 12 часот ќе бидат домајкини на врсниците на Македонија, а во сабота во Џоче Петров на програмата се мечевите на кадетските и младинските екипи на двата тима. Во регионалната Пелагониско-езерска лига утре 4 надпревари на теренот со Вештачка трева. Во рамките од шестото коло од 10 и 12 часот на програмата се мечевите на помладите петлења и петлењата на победа и Осека Ферплей, додека во истите конкуренции од 14 и 15:30 ќе играат младите фудбалери на Прилеп и Струга Тримљум. Од младинските категории информацијата дека во Битола се одигра и надпревари од детската лига за најмалите фудбалерчиња на домашната школа ЛД и врсниците на победа. Во првиот меч за генерацијата деца родени 2006 победа на малите победаши со 4-2, додека генерацијата 2009 славеше со 7-3, а пораз од 4-2 претрпе генерацијата 2007. Во шестото коло на третата фудбалска лига Центар во недела ќе играат Големо Коњари Напредок, Ново Црнилиште Тополчани, Тополка Младост, Марена Питугули, Братство Бабуна и Превалец Росоман.